Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Искрено би сакал малку да зборувам за судирот во левицата, за сите оние групи во СДСМ, едната на Фрчковски, другата на Стево Пендаровски, третата на Оливер Спасовски, четвртата веќе кој знае на кој. Велам тамо е весело, но мислам дека во светот е уште повесело во наводници и затоа оваа емисија сакам да ја посветам, да им ја посветиме само овој вечерашен гостин, малку на работите што се случуваат надвор од границите на нашата драга земја. Разговарам вечерва со професорот универзитетски се разбира Методи Хаџијанев. Добра вечер, професоре. Добра вечер. Многу е тешко да ве најде човек, еве да се признае, имате очигледно многу набиен распоред, тешко е да се дојде до вас, но некако успеав да ве добијам, па да преминеме на тоа што нас не интересира. Вечерва верувам и нашите гледачи. Не знам дали ја проследивте интервјуто на Володимир Зеленски за Guardian. И знакаше таму многу интересни работи, меѓутоа додека траеше интервјуто снема струја. Веројатно заради руските напади врз енергетската инфраструктура во Украина, а можеби малку бешеисценирано, сега не е баш јасно. Па добро, треба да видиме, затоа што генерално Русија во целата доктрина која што сега е применува во Украина е да ја онеспособи или да инхибира моќта пред се на политичкото водство да го екипира населението и да создаде раздорот внатре, бидејќи покрај тоа што они се убедени дека имаат физичка доминација на теренот и тоа го покажуваат во неколку наврати. Иако тоа кога ќе го мерите сега нели во она што ние сме навикнати од брзите блицкриг акции и операции до сега како што САД ги водеше, ќе објасним и тоа ако има време, зошто било тоа така во одредени жаришта. Нели многу бавно напредуваат Русиве. Например, се уште го немаат осигурано Донбас и така натаму, за да можеме уште околу Покровск се малтретираат. Така. Сега ако сето тоа го ставите нели во еден да кажеме колаж, еден сегмент од тој колаж е капацитетот да го скршите тој внатрешен отпор, моќта или желбата да се истрае кај украинскиот народ и да може да предизвикаат да кажеме раздор, но и фракции во рамките на лидершипот во Украина. Во најдобар случај немири некакви или пуч дури. Апсолутно. И на тој начин да придонесат кон она што тие сакаат да го постигнат, а тоа е онака кога играте Тетрис, кога ќе ги споите сите коцки за да можете да постигнете скор или да ја остварат нивната стратешка цел. Дали ќе успеат во тоа треба да видиме. За сега украинското водство покажува некоја резилиентност. Например, и покрај инцидент кој што се случи пред, да кажеме, месец-два во однос на антикоруптивните мерки и покрај тоа што имаше голем број на демонстрации и така натаму. Предпоставувам и заради целата западна поддршка која што ја има Зеленски неговиот, да кажеме, табор за сега, ако тоа не се смени, зашто има индиции, особено заради тоа што ако преговорите продолжат да одат во ќорсакак не по волја на сегашното водство на Трамп, кој што очигледно му се брза, бидејќи он се извлекува од Европа. Например, Романија е во паника. Имате извлекување на американски трупи од таму. Може да биде проблематично и може да се смени значително. И сега ова е најверојатно игра на живци и игра на истреност, која што ја играат и едните и другите. И тука во тој дел би требало се бара се одговорот на ова што го поставивте. Значи, како прашање, дали намерно еисценирано, може би и да еисценирано, со целта се добие што поголема, да кажеме, што поголемо сожалување кон украинците за да се засели поддршката. Иако мора да кажам дека може би ќе треба да ни биде на сите јасно дека ако се погледнат стратешки работите, најверојатно Европа толку може сама за сега да поможе во овие околности. Ќе дојдеме до тоа, чисто кога го спомнавте ова со корупцијата, токму сега тргна потрага по еден познат лик во украинската власт кој што е обвинет за корупција тешка токму во енергетскиот сектор, па се отварија разговори. Интересно е како функционира украинското општество во тотална војна. Вие имате украински медиуми кои што разоткриваат афери кои што се однесуваат директно на практично на перење пари тамо каде што е најклучно, значи во енергетскиот сектор кој што е од животно значење за Украина.
импресионира што во такви околности сепак функционира, да речеме, тој некој медиумско разузнавачки сектор кој што ја врши работата на ОВМ. Едно нешто друго да ми објасните. Интензивирани се нападите врз енергетскиот сектор на Украина откако Украина почна силно да напаѓа со дронови врз Русија. Тоа е во ред. Но како е можно 3,5 години трае војната? Русите практично од почетокот ја напаѓаат енергетската инфраструктура на Украина. Да речеме, би требало по некоја логика до сега се да уништеа. Меѓутоа, напротив, функционира. Има една теза, тоа е дека Путин не сака целосно да тргне онака како што тоа го направи американците и најверојатно сака да се повика на една научена лекција, тоа е грешката која Америка ја направи во Ирак. Пребрзото колабирање на системот значеше подоцна дека тие треба да го одржуваат и да го одржуваат. И сето тоа условно, според големи стратешки анализи, укажа дека ги помести работите и најверојатно ги кошташе тоа коалиционите партнери, нели предводени од САД, 6 месеци ги помести работите, тоа значи дека 6 месеци требаше да американците со толку многу средства и инвестиции и многу повеќе од она што беше претходно планирано, да го оправат, прво да создадат услови да системот може да функционира, за да може да го управуваат и постконфликтно да го уредуваат. Сега тука постои една теза дека Путин не сака тоа да го направи на тој начин, од причина што он сака да остави инфраструктура која што ќе биде функционална, а тоа е откако ќе го добие тој режим кој што ќе биде наклонет кон него, а не кон Европа или ќе биде условно неутрален, да може да функционира, а не да биде колабиран. Да, на 3,5 години помина. Тоа би било логично ако траеше целиот конфликт, да речеме 6 месеци. Американските блицкригови никој не ги спомнал, него еве година дена. Идејата е токму заради тоа, значи он не примени такви мерки за да може да постигне блицкриг ефект, туку мораше да оди според овие, нели, тези, да оди чекор по чекор кои што гледаме значат многу повеќе. Тука сега треба да ставиме на запирка и да ги погледнеме перспективите од еден друг агол, а тоа е дека за разлика од она што САД го имаше како луксус во таквите конфликти, во овој конфликт прво би требало да бидеме реални и да кажеме дека Русија војува против можеби најбројната армија во Европа. Апсолутно. Второ, војува против народ и трето војува против условно да кажеме организирана формација која што е поддржана од сериозен играч, а тоа е целокупниот западен свет. Што е чиста реалност. Интересна изјава даде Зеленски во интервју за Guardian, кој што го спомнавме, вели сите западни лидери се плашат од Трамп, но не и јас. Сега е веќе, нели, политика, претпоставувам, можеби не е во вашиот домен, но интересна порака. Вели, ми помогна во зближување во односите со САД, кралот Чарлс, интересно, од Британија на суптилен начин, меѓутоа, еве, јас не се плашам од Трамп, за разлика од другите. Многу чудна изјава во ситуација кога Украина објективно без радикална американска помош е од страшна невојка. Па добро, јас се согласувам од тоа. Внимавајте, тоа е и пумпање на мускули за на домашен план, а тоа е дека стана збор за лидер кој што може да пркоси дури и на Трамп. Но Трамп слуша и прилично е чувствителен, тоа ми е зборот. Некој друг би бил но Трамп реагира. Меѓутоа мора да му признаеме и на Зеленски дека излезе од една, да кажеме, можеби загубена битка или да кажеме рециклажа, ако така може да се каже, после она фијаско од интервју кој што го имаше во Вашингтон. И он успеа да преживее дури и да го одложи, да кажеме, до некаде во одреден момент и да во таа амплитуда да ја врати американската наклоност или да успее да влијае да преовлада, како што велат, не знам дали е тоа така, ама како што велат крилото на Марко Рубио, кое што е помеко и е по-проукраински наместо она што е на сегашниот секретар за војна на САД, кое што е порадикално и кое што смета дека во овие односи САД мора да бидат многу попрагматични, а таа прагматичност е дека реалноста не е на нивна страна и дека треба да го трансформираат целокупниот систем од еден либерален, ултра, да кажеме, пацифистички во еден провоен и пореалистичен, да кажеме, систем кој што ќе биде спремен да носи радикални решенија кои што се егоцентрични за САД и предводени и движени од интереси, а тоа е
тешки интереси само на САД. Па добро, така е секогаш, ако сме реални, иако се разбира времето во кое што живеевме, нели, на глобализацијата нудеше по инаква опција. Интересно, американците го смени името на министерството од одбрана, го вратија Министерство за војна, тоа беше чудно. Иако некој го толкува како ексцентричност на Трамп, но воопшто не е така. Не, тоа е проекција која треба да прво да влијае и на внатрешните гласачи, а тоа е да го таргетира оној дел од гласачката популација кој што доправо треба да одлучува на избори, бидејќи втората година гази и тука ќе биде решително за тоа колкава поддршка ќе има. Мидтерм избори се така е, бидејќи тие ќе треба да решат што понатаму и колку комодитет ќе имаат одлуките на Трамп во решавањето, особено во клучните работи кои што се однесуваат, а се тесно поврзани за остварување на неговите политики, неговата, да кажеме, неговиот кабинет. Така да, тоа е првиот момент. Вториот момент е дека освен наративот, САД генерално, барем по постапките кои што ги гледаме, се трансформира за прв пат после 80 години, ако така може да кажам, бидејќи внимавајте, ако погледнете каков арсенал имаат, какви системи имаат, ќе видите дека тоа се системи кои што воопшто не е наивно се сочувани во изминатите 70 години, бидејќи они процениле дека не постои партнер кој што ќе може да ги предизвика. Сега веќе таа реалност е сменета и нив им е апсолутно јасно дека паралелно со, ајде да кажеме, заинтензираната глобализација, имаме и дигитализација и таа дигитализација диктира нови параметри на кои што на многумина се уште не им е јасно кои се матриците на риск асесмент или на проценка на ризик, како ќе го цените ризикот во време на дигитализација и што тоа ќе значи. Дали ќе можете да направите стратешки шифт само ако се подпирате на дрон на војување, дали ќе можете да предизвикате стратешки шифт само ако имате роботика, без да имате hard power, она вистинска hard power која што ја има САД и во која што е доминантна апсолутно и во воздухопловството и на морето. За сега, велам. Зошто? Затоа што многу анализи укажуваат на тоа дека односно разликата помеѓу нив и помеѓу оние кои што ги предизвикуваат се стеснува и тоа стеснување според анализите не се одвива со брзина која што оние предвидуваат, туку со малце побрзо. Така, побрзо од тоа што очекуваат. Многу од инструментите на МОК кои што до сега ги применувале, а тоа се санкции, комбинација на контролни механизми, комбинација на МОК и капацитет да влијаете од дипломатски притисок и така натаму, веќе не функционираат на начин на кој што функционираа во време кога САД ја има апсолутна доминација во униполарниот свет. За сега предизвикувачите успеваат да најдат алтернативи. Се уште не е тоа тестирано до крај да видиме што ќе значи во вистинска смисла на зборот. Меѓутоа, алтернативите во делот на економските санкции, во делот на дипломатскиот притисок, за дигитализацијата и информатичкиот дел да не зборуваме, не функционираат на начин на кој што очекуваат. Се уште доминацијата во доменот на воена МОК е на страната на САД, меѓутоа она што го реков, овие инструменти на МОК кои што го потхрануваат таа доминација, некако веќе ја немаат динамиката и да кажеме сигурноста која што ја имаа претходно. Во тој аспект, секретарот за одбрана на САД неодамна направи еден чекор кој што така беше многу збунувачки, за тие што не следат, ги повика практично сите битни американски генерали, адмирали и така натаму на едно место, нешто се случува еднаш во децении, на состанок кој што беше обвиен така во магла на тајност, беа објавени се разбира соопштенија, меѓутоа не беше точно јасно што се случува. Таму меѓутоа она што произлезе од тој состанок е дека токму ово што го зборувате, дека американците одлучиле тотално да ја променат својата доктрина, онаа која што важеше до сега, очигледно заклучиле дека не важи и веројатно се трга од највисоките врвови каде што има можеби и противници на оваа промена, особено затоа што долги години тие беа ушушкани во некоја своја, како да кажам, лагодна позиција и сега доаѓа човекот и им вели луѓе се смени. За ова има повеќе причини за тоа. Првата е дека одине оно што веќе го рековме и да не се повторуваме, тоа е шоу. Значи, втората работа е
и бродкаст односно порака до гласачите дека еве ние се менуваме. Втората е, ниф им е јасно, вие веќе начнавте на тоа е дека Deep State не може да го победите, поучени од првиот чекор, дека имате инсталирано луѓе кои што имаат друг мајндсет, односно поинакви политики, поинакви приоритети и кои што можат да бидат сериозни опоненти на спроведувањето на политиките. Третата работа е суштинска, а тоа е онаа која што ја кажав, и таа се однесува на промените кои што сад треба да ги направат во вистинска смисла на зборот на трансформација на платформите. Само за да ме разберете за што зборувам. Бредлито кои што и Паладин системите кои што ги користат се стари веќе 50-60 години. Само имаат надградување кои што ги користеле. Причината зашто не еволуирале бидејќи они мудро следат колку нивните противници вистински можат да изнесат некоја платформа со која ќе им прекосат или ќе можат да доминираат. Но бредлите во Украина прилично лесно горат. Затоа реков, значи тоа се веќе сеа индикатори кои што нив им велат дека мораат подхитно да направат целиозен шифт на системите кои што ги имаат и они тука се мокни, можат тоа да го направат. Пари имаат, ноу-хау имаат. Имаат капацитети за тоа да го направат, меѓутоа за да можете да го трансформирате ви треба време. Прво со што се борат е нешто што Европа сега е заглавена во тоа, е како ќе го убедите приватниот сектор да не биде profit driven, туку да биде state driven. Екстремно тешко во услови на суров капитализам. И во услови на развиена алчност, и во услови на стекнато прерогатив дека вие можете да диктирате цена, дека можете вашите производи да бидат екстремно скапи во споредба со руските и со кинеските кои што се екстремно ефтини. Зошто е тоа битно? Затоа што во третиот свет кој што сега исто така, трчате да го освоите, работите се менуваат и да кажеме Кина после краткиот конфликт меѓу Индија и Пакистан значително сака да форсира пропаганда дека во военото воздухопловство алфа и омега веќе не е сад, туку нивните авиони доминираат. Нивните авиони кои што внимавајте, не заборавајте дека се добиени преку кражба на авторски права на Локхид Мартин. Тоа не е нешто ново за нив ако сме реални, да не замерат кинезите, ама и да замерат, тоа е реалноста, тоа е реалноста преку капацитетот да направат реверс инженеринг. Не само на тоа, туку и на целокупниот дел кој што ја храни современите борбени системи, а тоа е софтверската технологија која што ја украдува од западната цивилизација, бидејќи алчноста да произведете нешто за многу ефтини пари во систем во кој што не можете да го контролирате или да влијаете да го исконтролирате. Например, они можат кај нас да дојдат и да влијаат на овие мали земји и да им влијаат на лидерите, на политичките лидери, да донесат политики кои што се благонаклони кон нив. Но тоа не може да го направат во Кина, каде што прво се далеч на цивилизација, не може да ја разберат, следно не е цивилизација која што се пали на инстант гратификација, туку има долги години, за нив 20 години не се ништо. И кога ќе ги ставите сега сите овие параметри во еден систем, во една матрица, ќе видите дека излезниот резултат веќе не е оној кој што го имате од пред 10 години. И тука веќе ќе видите дека почнуваат одредени политики да трокираат, односно решенија од тие политики да трокираат. И тоа е се она што всушност се бара сега во тој еден радикален шифт или геостратешко фаќање на чекор што го велат они, со цел да се задржи таа компетативна предност и да се фати чекорот за да тој геп не биде стеснет или да се задржи колку толку одредено водство, ниф им е јасно дека нема да можат да ги држат целосно, бидејќи треба да влезат во тотален конфликт, кој што за сега не им одговара и нив. Така е. Да сватиме малку на Украина повторно. Во исто во интервјуот Зеленски, интересно ми е затоа што е и таза и затоа што има интересни работи внатре, побара од Западот 27 системи Патриот. Тоа е голема бројка. Со оглед на тоа до сега добиваа по еден, по два, па русите им ги уриваа, па им ги уништуваа и така натаму. 27 вели ни требаат за да го заштитиме нашиот воздушен простор во ситуација кога русите удираат веќе константно. И се разбира во исто време лебди во воздухот приказнато околу фамозните томахавки кои што би требало да удрат длабоко во руска територија. Се разбира дроновите влегуваат на руска територија и одат далеку, некои од нив и неверојатни дистанци поминуваат, но не е исто да удри дрон и ракета. Иако овие томахавки велат дека се веќе исто така времето им поминува полека. Не само тоа, значи прво
војната помеѓу конфликтот 12 дневен помеѓу Израел и помеѓу Иран покажа дека приказните за тоа што се обидуваат производителите на ПВО системите или системите за противвоздушна одбрана да не убедат дека има 95% сигурност и така натаму. Дури и Iron Dome кој што беше нели се далеко од тоа, значи некаде 50-60% е реално. И сега кога ќе видите колкави пари се вложени за тоа, плюс колку кошта за да го одржувате тоа, значи не е само купи го и стави го. Тоа дури самиот Израел сега го фрли на колена да мора да ретерира, иако имаше апсолутна разузнавачка доминантност и воено-воздухопловна доминантност, мораше да ретерира заради тоа што не беше спремен на војна на сатурација или војна на исцрпување и издолжување во кое што имате противник кој што не ја дели менталната слика или менталните очекувања на западниот свет, либералниот свет, да имате nice life, modern life и life кој што живот кој што нели е ајде да кажеме под она слика, стаклена слика дека се е удобно се е, меѓутоа во Иран можат и поинаку, тоа е реално, да. Апсолутно, и тука тој вицот, ако се сеќавате во еден форум кој што го кажував за издржливоста на и перспективите на Љоша и на Сем кога починале, кога отишле во пеколот и кога ги прашале во кој пекол сакате да одите, во рускиот или во американскиот. И заради сликите, нели има разлика и тука се тие приказни каде што да кажеме дел од европските лидери, не велам западноевропските, бидејќи станува збор за полските лидери, пред некоја година во сред срцето на Вашингтон на медиуми кажаа за да војувате против Русија мора да разберете културата на русите. Доколку одите со претпоставките кои што вие ги имате и проценките ги правите врз основа на вашите перцепции и сваќања, тогаш имате лош проблем. Односно ги имате проблем, лоша слика ќе имате. Но добро, овие томакавки и овие патриоти, мислите дека ќе може да направат разлика во корист на Украина? Значи проблемот е во тоа што тие ќе направат нешто што ќе треба да, односно ќе фрлат Русија на одредени колена и ќе купат време за западната цивилизација ако конечно се собере. Западна цивилизација се велам за Западна Европа очигледно, бидејќи Америка веќе полека се дистанцира од тој дел. Не велам дека целосно е надвор од тоа, меѓутоа се дистанцира, се издвојува по однос на сваќањата, гледиштата, нештата и заради тоа што им се јави внатрешен судир во однос на дигитализацијата и во однос на пристапот и регулирањето на вештачката интелигенција, начините на пристапот во однос на тоа, можеме да позборуваме тоа малце подоцна, но е да кажеме латентен конфликт кој што се ефектуира или влијае на одлуките и на целокупниот, да кажеме, ауткам, целокупниот излезен резултат кој што го имате во однос апропо геополитичките прашања. Дали ќе влијае, треба да видиме, затоа што Русија демонстрира, не треба да го видиме тоа во реалност, демонстрира самоувереност дека не се плаши од тоа, но од друга страна има проблем затоа што не може да најде одговор за ефектите кои што ги трпи по критичната инфраструктура, а тоа е нафтената индустрија. Целото ова решение е западен инженеринг, се гледа, затоа што тоа е логиката по која што работат западњаците, а тоа е идентификување на центрите на гравитација и неутрализирање на критичните побарувања и критичните ранливости кои што ги има. Тоа е засега руската нафта, кој што влијае и на внатрешни проблеми, создава нервоза, редици на чекање, но влијае и на ресурсите со кои ќе можете да продолжите да го потхранувате, односно да го храните системот. Тоа ми е совршено јасно, професоре. Меѓутоа, Русија објективно има оружја кои што се уште не ги употребила и кои во вакви околности, не зборувам за нуклеарно оружје, да го ставиме на страна. Но зборуваме за оружје кои што може да ги употреби, кои што се многу поразорни од овие што сега ги употребуваат. Односно Путин, самиот рековте, не сака да ја уништи целосно инфраструктурата на Украина од политички причини. Но во вакви околности притисокот на неговиот народ, на неговата јавност може да биде удри, најпросто кажано, изгазител. Се согласувам со тоа, затоа што стеснувањето или ранувањето, разлутувањето на мечката, условно може да кажеме, може да предизвика неочекувани ефекти кои што засега не може да се предвидат. Постои една пропаганда, тоа е западноевропска пропаганда, во која што се, поред кои анализи, ако ги читате,
излегува дека Русија веќе што туку не паднала на колена, но би сакал да Тоа го предупредам слушаме дека 3 веќе години. 3 години го слушаме Да, истиот наратив и од тоа некако не гледаме дека излегуваат некои резултати, но факт е дека точно ова што го велите, дека Русија има арсенал и оружје кој што го нема употребено. Прашањето е колкав број од тоа оружје го има. Имаат воопшто. Зошто Корешникот, и например, е што голема тајна. така и што значи тоа за Русија и колку капацитет има да го обнови бргу, истото тоа. Ме разбирате, значи може би имате X количина од некакво си стратешко оружје со кое што можете да предизвикате сериозно стратешко поместување или изместување на сегашниот баланс, кој што е малтене застанат или ајде да кажеме тивка победа на Русија, која што води нека пирова победа заради тоа што огромни се губитоците. И сега, пак ќе кажам, тие губитоци се огромни во бројка и капацитет на ценење на западни матрици, но не и за руски, не и за руски. Вториот дел е, значи вториот сегмент кој што треба да разбереме за да можеме да видиме или да го разглобиме овој дел е колку капацитет сега Русија ќе има да може да произведе такви средства. Затоа што од тоа ќе зависи колку ќе може да остане стратешки компетитивна. Ако ги потрошите, ако ги потрошат и ако знаат веќе, тогаш Америка би можела да сгази и тогаш може да имате крах на системот. И сето тоа е сега во матрица која што е повторна игра на Хјуминт, односно разузнавање, капацитети за да знаете, и тоа се тие информации кои што се потребни и кои што веќе сега се чуваат во тајност или каде што се прави разликата, ако може така да се каже. Кога сме кај нуклеарното оружје, нема да разговараме за можноста за употреба, јасно е што ќе се случи ако дојде до таков момент, никој не е наивен. Меѓутоа и Путин зборуваше, рускиот претседател Владимир Путин, за буревестник, за Сармат, значи за овие интерконтинентални ракети кои што можат да пробијат секаква одбрана. Американците во меѓувреме најавуваат дека би можеле да направат нуклеарни проби. Значи влеговме во една навистина жешка фаза. Од една страна разговараат, се сретнаа и Трамп и Путин, треба да има и нова седба, можеби во Будимпешта се откажа, но ајде видиме дали ќе најдат пак Путин. Разговара дури за економија, за некаква соработка на амбасадорско ниво, а во исто време имате фалби, не ние имаме подобро нуклеарно оружје, не гледате на нас. Драган, тоа е класичен одраз на вистински реалистички свет. Тоа политиколозите го објаснуваат како класичен реализам во кој имате сурови интереси на државите, без подготвеност за пацифизам, за хуманитарност и без подготвеност за, да кажеме, глобален интерес, во кој само индивидуалниот интерес, некои тоа метафорички го опишуваат, државите стануваат како билијардски топки, каде што се одбиваат и каде што суровите интереси и сите одлуки се носени само од се интерес водени. Постојат теоретичари кои што не би филозофирал многу околу тоа, кои што велат дека така светот може да остане безбеден, и врз основа на таа филозофија е развиена теоријата на одвраќање во времето на студената војна, кога имате големи сили кои што се убедени помеѓу себе дека е безцелно да се нападнат затоа што ќе дојде самоуништување и заради тоа и не се напаѓаат и го држат светот преку тој баланс во еден мир. И овие филозофски правци велат дека тоа е подобро затоа што во такви услови, кога имате растечки компетитори, односно предизвикувачи, тоа ги држи големите сили, значи во една стабилна состојба, од причина што знаат дека меѓу себе не би влегле во конфликт, а ќе има подкусурувања за одредени региони, во кои што едните ќе премижат и другите ќе премижат и така натаму. И можеби не тврдам дека е така, можеби видовме дел од тоа каде што Русија на пример буквално го предаде на некој начин Иран во прва фаза. И не направи ништо објективно за да може да му помогне. Иако гледаме Кина сега се обидува нешто друго да направи, постојат податоци дека Кина масовно го вооружува Иран и го подготвува за втор бран, што автоматски ја создава паниката во Вашингтон, а тоа е дека тоа е сериозен подхранувач, но и освојување на просторот на влијание, бидејќи преку давањето на оружје вие веќе имате влијание, имате клуч преку кој ги уценувате оние на кои што сте им го дале оружјето,
во однос на одлуки, во однос на однесување и во Тоа однос што се на... случува на Украина, ако сме реални сега, Така е. иако на подемократски начин, ако воопшто може такво нешто. Се уште кога сме кај нуклеарното оружје, ќе се вратиме на Кина малку подоцна, имаше една изјава на белгиски министер за одбрана чинам, мислам дека беше за одбрана, не ме фаќате за збор, белгиски министер беше, кој што рече ќе ја ставниме Москва со земја доколку удри на Брисел. Ова се оние збунувачки политички пораки. Русите, не знам какви се, но сигурно се толку луди да треснат нуклеарна бомба, намерно колоквијален речник користам, во Брисел. Мислам, меѓутоа имате вакви реторики кои што велат нека не се играат русите, ќе ги збришеме, Москва ќе ја запалиме ако падне Брисел. Зашто некој би го удил Брисел? Мислам, Дел од теориите на одвраќање имаат реторика во нив и пропаганда, во која што вие во суштина треба да го убедите оној кој сакате да го одвратите и да создадете психолошка слика дека сте сериозен за тоа што тврдите дека ќе го направите. како тоа влие на вашиот народ. Белгиците последен пат виделе војна 44-5 година и сега им велите ако русите удрат на Брисел, веројатно тој што седи во Брисел вика боже мили. За да ме разберете добро, ќе се обидам сега да ви објаснам кој е менталниот склоп на тој лидершип кој што ја доведе Европа до ова дереџе кај што е сега. Станува збор за луѓе кои што едноставно прво немаат сенс за тоа што е војна, ниту пак сенс за тоа што е геополитика. Што е тажно, морам да кажам. За жал. И зошто го велам ова? Затоа што сите ние, дури јас, бев убеден дека станува збор за лидери кои што знаат што зборуваат и како прават. Ако ги читате мемуарите на Столтенберг, ќе почнете да се смеете и ќе си велите зарем е ова можно, дека навистина, и он си го напишал човекот тоа. Еден од пасосите во кој што вели е дека, замислете си како генерален секретар на НАТО, да се надевате дека Трамп нема да победи и да ги викнете вашиот штаб да ги частите сендвичи и да навивате дека он нема да победи. Од кога ќе победи да им дадете задача да не го задржуваат погледот повеќе со нив, за да не го предизвикаат и да немате стратегија што ќе правите ако буквално најсилниот играч со организацијата со која управувате има радикален шифт во однос на политиките кои што вие до сега сте ги проповедале. Тоа е првиот дел. Вториот дел е она што сега се заговара, да кажеме, од Расмусен, кој што стана актуелен со политиките кои што, да кажеме, не сакам да не биде нескромно, ама јас ги говорев дека можеби Западот веќе треба што да го направи 2022 година, тоа е да распореди сили пред да влезе Русија таму, ако сака да бидат сериозни да ги одвраќаат. Сегашното распоредување, барање да се распоредат сили на Западна Европа во Украина, значи директен конфликт со Русија. Тоа е јасно. И сега, ако е тоа така, тогаш вие не велам дека тоа ќе се случи затоа што војните стратези наверно ќе им објаснат колку се 2 и 2 вистински, а не колку се тие како да водите NGO и како да сте на некоја си хуманитарен тренинг и во кој што сега вежбате кризис менеджмент и кој што си играте буквално Ова така. Ова се вистински игри за жал и нема Добро, но простор кога ги слушате луѓево, ќе видите дека тоа е така. Вториот дел е втор доказ за ова што го говорам е, видите што направи Европа во изминатите 2,5 години, 3,5 години, освен џавкање дека ние ќе го направиме ово и ние ќе го направиме тоа. Нема отворено нови фабрики. Збориме за да вие треба да направите вистински чекори. Иако Германија постојано се заканува дека ќе прави чуда, Добро, значи нема тие сега ќе почнат да прават и веќе одвоија средства за тоа, меѓутоа касно 3,5 години. Ако вие сте 10 години претходно назад, ајде не 10, 5 години сте биле назад и 3,5 години веќе сте 8,5 години назад. Страшно, да. 8,5 години сте назад. Втор проблем во кој што имате е, мислам дека го говоревме тоа не снаоги и нас. Дури и да ги отворите, ги успеете да ги убедите приватниците дека треба да бидат социјално одговорни и дека треба освен профитот да се фокусираат на тоа. На државни интереси. Кој ќе работи на тоа? Која работна сила ќе ја имате за да може да ви произведе? Значи, таа работна сила треба некој да ја тренира. Не дека ќе нема да најдете. Ќе најдете, ќе увезете работна сила. Меѓутоа, они нема да лепат кондори. Не разбирате? Прават високотехнолошко. Значи, за да можат да го произведуваат тоа, вас ви треба капацитет, односно некаква си обука. Тоа ви се минимум 6 месеци одложување и 6 месеци буквално сте експерт, да сте кинези во однос на градењето, а не сте, затоа што тука сега да не ви објаснам тендери, па набавка, па имате ли можност сега материјалите да ги обезбедите?
Не знам дали ме разбирате. Значи, дали имате ресурс за тоа да можете Да го правите, да. Немате веќе комодитет дека ресурсот виси некаде на полица. Само треба да го земете, така. Тој ресурс за кој што сега е буквалната војна и стравот помеѓу САД и Кина. Санкциите се за тоа. Киднапирањето на фабриката, на кинеската фабрика од страна на западноевропските држави е буквално тоа. И сетбетот, односно клешот кој што им го направи Кина во однос на забраната за извоз на одредени ресурси со кои они имаат доминација во однос на микропроцесорите, а тоа е полупроводничката технологија, е токму тоа. И сега ако вие сето тоа го ставите на пример, еве земете, значи се сведува сега веќе на оние тривиални, а тоа се работи, тоа е производството од тие ресурсите. За да произведете германиум кој што е толку многу потребен, од, да кажеме, од соодветна руда која што имате, вас ви требаат неколку милиони тони. Тоа значи дека, освен тоа што ќе треба да развиете таква технологија, вие ќе треба да најдете прво фабрика, односно место каде има таков ресурс. Па откако ќе го најдете тој ресурс, ќе треба да отворите рудници, значи треба друг сектор да задвижите. Ме разбирате колку сето тоа е но логиката вели овие најразвиените земји во светот зарем се тоа него имаат однапред испланирано. Сега вака како што го тоа е објаснувате нема. аргументот зашто ви го реков дека шарлатани буквално биле биле на чело на овие држави и ја воделе таа политика така на начин на кој што ја воделе и однесувањето нивно, видите, уопште не е државничко. Значи, например, према нас се однесуваат како хегемони, кои ќе седнат пред Трамп се куклички или, што да го кажеме... Зеленски се плашат од него. Човекот е во право, ние не можеме да му најдеме 100 мани, меѓутоа за тоа е во право. Ги видовме шоуто кој што Трамп го приреди, кој ги поседна сите лидери, кој седе ако трепка со очињето. Тој намерно направено, искрено. Знам, не реков, затоа реков дека е шоу, дури и беше и понижувачко. Иако некои се обидуваат да го оправдаат сегашниот генерален секретар на НАТО, дека за разлика од Зеленски он поминал многу добро, пошто му рекол еве ти си деди, ти си царот и со тоа го купил Трамп, нели? Добро, му најдоа едно писмо, потоа се шеташе интерно, воопшто потоа не беше интерно, го објавија на секаде каде што Руте буквално ги ајде да не речам ги плука лидерите на Европа и му се додворува на Трамп. Просто ми е неверојатно дека за ова се разговара, дека дојдовме во таква фаза и за жал сте во право, на какво ниво оние што одлучуваат, веројатно... Ова морав да го објаснам за да не биде дека јас сега плукам само, нели? Го кажувам дека и ова се аргументи. Сакам да чувам контраргументи, за да можам да верувам дека нели не сум во право, дека не е така, меѓутоа за сега не постои. Еве, земете во пракса, значи се уште Бугарија ви останува, не дека нешто е вреќам Бугарија, него Бугарија ви заедно со Србија и Чешка, се единствени кои што произведуваат. Не звучи, да. Дали ме разбирате? Така да, значи они биле паметни, си ја сочувале наменската индустрија, на еден или на друг начин, колку тоа било корумптивно или не било, не интересира. Сега е ирелевантно. Другите го оделе со некакви си зелени политики, со некакви си хуманистички. Не велам дека тие се лоши, меѓутоа не се реални. Не се реални во времето. Така е, не одговараат на реалните закани со кои што светот се соочува и не успеале да видат дека Кина сериозно се трансформира, успеала да разбере како да влезе во светските институции, за да ги доведе сега во ситуација да они плукаат по тие светски институции, да не ја признаваат ITU, например. Светската организација за телекомуникации, зашто? Затоа што кинези успеале да го разберат инженерингот на западната дипломатија, дека преку таа така наречена пацифистичка ултралиберална, да кажеме, инфраструктура во Обединетите нации, во кој што ќе доминираат дека тоа е светската политика и каде што либералните вредности се интерпретираа како светски морални вредности, што е погрешно, бидејќи не е така. Не се тие не мисли така. Хајде да откриеме малку повеќе за Кина. Вие знаете, повеќе се разбира, Кина и понатаму е обвиена во тајна, ако така можам да речам, таа се уште самата не предизвикува конфликти, и не се меша во конфликти, делува добро, не го нападнала Тајван, например, се уште, со Виетнам кога ќе произлезат проблеми, не знам, со Индонезија, ги решаваат малку со сакани, малку дипломатски, меѓутоа не функционираат сразмерно на нивната моќ како што би функционирале западните земји.
Па тоа е разликата во културата. Они имаат таа пиететна култура која што оди на етапност и на Оно што рековте, не се брзаат. не се брзаат. Времето работи за нив, Така веројатно е, сметат. затоа што Ксики си биде премиер, он не се брза да оди на локални избори, не му е гајле он кој ќе победи на локални избори, нема таков притисок, не знам дали ме разбирате, Така во е. партија него ќе го гласаат. И тука е тој моделот кој што е предизвик за жал за либералниот табор кој што е ранлив на овој дел и кој што е сведен на инженеринг на инстант решенија и решенија кои што се на краткорочни стази, немате долготрајност. Вториот дел во однос на тоа е доаѓа и од тоа што Кина се уште нема тестирано моките немаме реално. видено во реално. Така, да. Оно што можеме да видиме дека нивни системи имаат некакви резултати, тоа е во војната помеѓу Индија и Пакистан. спомнавте, да. Зошто го велам тоа? Меѓутоа тука пак имате една голема запирка, тоа е зависи од операторите колку биле обучени да ги користат и зависи од тоа што добиле во пакетот индиците, што добиле во пакетот пакистанците. Така е. И третиот дел е проекцијата која што Кина ја направи со парадата, тоа е проекција во која што тие демонстрираа моки. Таа моки може би им кажува дека зошто да вложуваат и да трошат ресурси кога најверојатно Тајван може да го добијат на друг начин, на инженеринг кој што го добиваат и тоа е западен инженеринг, а тоа е да ги добијат однатре со гласање и ако успеат да Направат една условно кажано прокинеска партија таму која што ќе победи на ја избори. има веќе таа партија, има веќе сериозна Па опозиција добро, сега која тие што во Тајван се кинези, ако сме реални, тие се кинези во поинаков систем живееле. се Но тоа согласувам. е тоа. Како што Северна и Јужна Кореја Да. се само идеолошки се различни. Така. И сега, ако тоа го ставите нели, на хартија и ако видите дека излезите, значи веќе од таа политика дека ќе го браниме Тајван, ќе жртвуваме и така натаму, веќе стануваат обсолет или неприменливи за цената која што треба да ја платите ако влезете во таков конфликт, што тоа ќе значи за целата индустрија. Зборувате за САД сега. За САД, да. Па тука, од тоа е единствен кој што ја одврека Кина да биде агресивна, САД, бидејќи така е, да. да не се лажеме, Присуството нивно таму. да не се лажеме, има сериозни евиденции за колку тоа кинезите се агресивни во нивното предворие и како се однесуваат како регионален хегемон, како се однесуваат со помалите држави во однос на политиката на територијални води, во однос на други Па прашања добро, кои што цело се кинеско море тие сака да биде нивно сега, ако сме, да не се лажеме. Мислам, Кина вака супер звучи оддалеку, Така. кога сте таму во близина, е поинаку тие сега буквално пуштија во употреба еден нов носач на авиони, кој што исто технолошки, барем така објави, е екстремно напреден. Така. Оно што за нивни потреби, да кажеме, и за делот на проекција онаму каде што тие сакаат да проектират за сега, тоа е сериозен ветер во грб во однос на потенцијалниот отпор за евентуално одвраќање на САД од било какви чекори кои што би биле базирани исклучиво на водење на политика од позиција на сила. Знаете што, Русија, на пример, од секогаш важела за копнена сила, континентална сила, и тоа е така. Целата доктрина нивна има. Целата доктрина, тие имаат авиација, имаат воздухопловство, имаат бродови се разбира и често имаше оние моќната руска црноморска флота, моќната тихоокеанска флота, но во пракса да бидеме реални, американците се многу понапред. Кинезите се повторно во овој дел тајна. Дали тие навистина стануваат супер моќни во поморски битки утре за утре или сето тоа е напумпано за Треба да видиме, додека не се проба, тоа е нели, проблемот. на пример, знаете како, ајде за да ме разберат и гледачите, кога времето сега барем додека ги пратев, Реал Мадрид имаше најскап тим, кога ќе го читавте тимот. Така е, он на победува. хартија чуда. Во пракса имаше многу мали резултати. Значи, сега ова не велам дека Кина ќе го има, меѓутоа да испорачате борбена моќ зависи од неколку фактори. Еден е огнената моќ која што ќе имате, меѓутоа останати фактори се когнитивната моќ на лидерството, колку он знаат да водат. Добро, луѓе има, тоа е несомнено. Средства има, Така, тоа е ресурси, несомнено, апсолутно. овдека клучот е когнитивната моќ. Искуство. Дали тие луѓе наистина се кадри сето тоа го организираат во совршен систем кој што точно ќе знае каде и кога удира. И како ќе успеат да се справат со внатрешните слабости кои што можат да им се надрат, затоа што внимавајте. Приказната дека мирното море не прави добри морнари, најверојатно може да ги стигне и кинезите на одреден рок, на одреден период, затоа што таму имате сега апсолутен шифт кој што се случува во менталниот склоп на
кинеската популација. Не велам дека сите кинези се Добро. такви, но на пример веќе имате популација која што значително напредува во однос на знаењето и во однос на вештините кои што ги имаат. Се разбира. Сега тие веќе И во стандардот? тоа значи дека веќе нивната перцепција кај младите кинези не е да бидат измеќари или работници за некого, туку да бидат менаџери. Апсолутно. Таквата слика, значи, ако не е подкрепена со некаков си конфликт, притисок, традиција, култури и така натаму, кој што ќе ги држи баланс и кој што ќе ги држи приземени на земја, да сепак може да знаат да бидат подготвени на жртва, нели, може да биде и кобна, може да биде слабост за нив. Во секој случај, внимавајте, Кина нема војувано во изминатите 50 години. Значи немала конфликт во кој што било. Се она што таа учи е научени лекции од другите. Ако сега предпоставка земеме дека они немаа ни инженери, па научија од гледање да бидат добри инженери, Што е факт. Во тој случај тоа може да смени добри војници. Така е, може тоа да смени значително предпоставката дека нели кинезите ќе бидат слави на терен. Добро, имаше еден момент тука колку е хомогено кинеското општество, вие спомнавте не само во смисол затоа што образованите луѓе многу потешко е да ги натерате да влезат во конфликт. Меѓутоа колку е хомогено генерално тоа општество. Ние за кинезите имаме една слика дека тоа се милиарда и 400 милиони луѓе сите исти. Не е така. Овде ќе мора да интервенирам, извинете. Слободно. Таа теза дека образованите луѓе ќе многу тешко ќе ги навлезете во конфликт е теза која што одговара на западната цивилизација. Токму така. Зошто? Ако видите и тоа и ние сме жртви на тоа сега. Они го покажаа тоа во уште со Ал-Каида кога ги прави анализите. Бин Ладен не беше необразован, он беше инженер, да не се лажеме. Сите оние кои што се самоубиваа и кои што извршуваа акции за големата кауза, не беа воопшто неедуцирани. Па човек што може да авион сигурно така сега. Значи, не знам дали ме разбирате. Така да мора да бидеме многу внимателни кога велиме, мора да разбереме културата. Пред да доносиме судови и заклучоци дека неедуцираните, нели, ќе нема да... Вие имате и многу други примери каде што ако некој се еманципира, се урбанизира, дека ќе има решение. Не се баш така не се тие, да кажеме, резултати не се секогаш точни. До крај изборам во однос на голем број на прашања, ако сакате. Уште едно прашање сакам да отворам со вас, мислам дека уште толку време ќе имаме, се наметна во јавноста и е прилично нејасно се уште случајот со Венецуела. Тама го имаме Мадуро, председател на државата, начинот на кој што тој функционира, Западот вели диктаторски, во ред тој е наследник на Уго Чавес, кој што беше многу пошармантен како појава генерално. Постојано сакаат да го сменат, тоа не е некоја тајна и сега имаме ситуација за тие што можеби не знаат, американците тргнаа во борба против наркокартели, па ги пречекуваат бродовите што носат кокаин веројатно на Карибите, ги уништуваат и така натаму, меѓутоа во меѓувреме се создаде еден наратив по страна на Запад дека всушност самата венецуеланска власт е организаторот на овие наркокартели, односно дека не знам министерот за одбрана на Венецуела е човекот кој што организира бродови да носат кокаин во Америка, министерот за правда е тој што не знам што прави, Николас Мадуро директно, и од тоа се отвори приказна дека прашање на време е кога сад ќе удрат директно на Венецуела, односно ќе ја нападнат воено Венецуела со намера да гурнат режимот таму. Од друга страна имаше буквално вчера, ако не се лажам, изјава дека сето тоа е заблуда, меѓутоа и русите до денот пред да нападнат Украина тврдеа дека глупости никогаш нема да нападнат. Ќе се вратам на нешто што на почетокот го кажав, а тоа е водење на политика од аспект на суров интерес, тоа е сопствениот интерес и проекција на надврешните активности кои што ќе одговараат на тоа. Ако Русија условно ја направи инвазија врз Украина за да го сочува баферот, за да може да ги одврати, нели, западњаците и така натаму да и прекасот бидејќи се чувствувала загрозена. Сега Америка го прави тоа затоа што тезата е, нели, оно што го велите дека трупаат војска, тезата е дека има ресурси кои што и се потребни и кои што ќе треба да ги служат на САД. Администрацијата на Трамп напротив ги негира ваквите стави, укажува дека не постојат такви ресурси. Но факт е дека довлечка многу оружје во регионот. Тоа се сакав да го кажам. Во пракса не само што довлечка, него тие спремаат сериозна офанзива која што
ако тргне, они сметаат дека ќе имаат блицкриг во кој што ќе го еродираат системот, надувајќи се на класичната, тоа е да се надеваат на герилата од внатре или тоа е опозицијата од внатре која што постои објективно во Венеција. Така е, во Венецуела е сериозна и која што всушност гледате дека е поддржана на многу слоеви, значи добива и на Нобелови награди и така натаму, значи не е тоа толку наивно. Па имаш еден председател го прогласија, па ништо не излезе од него, но се согласувам. Значи не е тоа така наивно, така да треба да видиме во перспектива што сето тоа ќе се случи, меѓутоа на место се вашите констатации дека не е тоа така наивно и дека доста арсенал звецка во да кажеме околу Венецуела. Се работи исто така и на локалните држави кои што немаат некоја традиционална љубов со Венецуела, кои што би требало да бидат сојузници или кои што треба да бидат одскочна даска или логистика која што ќе треба да биде или за бази или за но во што време САД се испокара го се наљутија на председателот на Колумбија, иако Колумбија е најсериозниот сојузник на САД веќе со децении наназад, затоа што човекот е левичар и има поинакви ставови. Прилично хаотично станува така. Прагматичност, реков, значи интересите се тие кои што... Да не зборуваме за меѓународно право, да нападнете држава, теоретски го зборуваме, затоа што наводно министерот за одбрана дила кокаин, меѓународно право нема да го признае ова како... Нема, меѓутоа постои преседан за тероризам. Значи, тероризмот, војната против тероризмот беше преседан во таа насока и интерпретацијата на меѓународните правници, се внимавајте, тука имате повеќе школи. Едната школа е прецедентното право, кое што смета дека правото се гради врз база на преседани и преку обичаи. Другата школа е римското право, односно континенталното право, оно што ние, а тоа е дека правото е пишано и така треба да се интерпретира, а не како би требало. Или правниците тоа го викаат лекс лата и лекс феранда. Какво е правото и какво би требало да биде да го интерпретирате, сметајќи дека прецедентното право е право кое што смета дека правото е живо дрво, кое што расте и се адаптира на околностите кои што се случуваат. И кога имате позиција на моќ, едноставно земете го тоа и кај нас на внатрешен план, политиката која што има, политичката партија која што има доминација ги интерпретира законите така, и правилата и они се тие кои што откако ќе го збркаат целата работа, тешката рака на правото пак и вели од овде ова е веќе право. Па земете нирнбергските судови, судот во Нирнберг, нирнбергските пресуди кои што се сега повикуваат од страна на правниците како обичајно право се преседан, затоа што таму принципот нулум криме сине леге не е задоволен. Тоа значи дека кога нацистите го сториле тоа дело не било кривично дело, тука е донесено експот факто како Victor's Justice, за да чисто колку да е лудо, да. Колку да е лудо. Добро, чисто како финале на овој навистина интересен разговор. Го имаме во Украина, кој што не е конфликт, тука е страшна војна, имаме Газа каде што мир беше потпишан, а всушност го нема. Геноцид. Да, чист геноцид, ако сме реални. Имаме ситуација на Блискиот Исток воопшто која што виси, вие велите Иран се спрема веројатно за второ полувреме, Израел не покажува простор дека има намера да намали со тензиите, Индија, Пакистан, да не ги вртиме, зборуваме за Венецуела, зборуваме за можен пожар тамо на Карибите, ги имаме кинезите кои што не знаете во кој момент ќе и не го заборавајте Кавказот. И го имате Кавказот како хронично проблематичен регион. Еве, за Балканот ќе се тешиме дека во моментов е добар, иако прашање, нели, кога ние можеме, молку ни треба нас за да се изглупираме, во ситуација кога меѓународното право не е баш нешто на сила, во ситуација кога меѓународните организации се еродирани, речиси, до непрепознатливост, каква перспектива имаме вака, професоре, во целава ситуација? Што можеме да очекуваме во иднина? Па, ние како мала држава не можеме да водиме политика од некој сиреализам. Мора да бидеме искрени, немаме ресурси, немаме нафта, немаме тактика молчи од страна и гледа да не те погода, тоа ми е јасно. Не би рекол, можеме да го искористиме моментот да направиме внатрешна трансформација. Таа внатрешна трансформација мора да се сведе на градење на сопствени капацитети и одржливост, која што нема веќе да се потпира на претпоставката дека НАТО ќе не брани, ЕУ ќе не храни. Тоа не значи дека НАТО е лошо, да не се разбере. Добро, но реалноста е така. Морам ти обично тоа така се интерпретира. Некој може да ви извади глава. Не сакам воопшто тоа. Напротив, се уште стојам на става дека НАТО е најдоброто нешто што можеше да ни се случи. И влегувањето во Европскиот сојуз исто така. Зошто? Затоа што сега не велам цената која што треба да плати, тоа е веќе нешто друго. И заради тоа, бидејќи зборам за вредностите.
НАТО не можеме да го постигнеме сами, бидејќи немаме капацитет, но европските вредности можеме да ги постигнеме, оние вистинските, не овие за кои што отидува во еден краен апсолут, кој што стана контрадикторен. За закони, правда, почитување на критериуми, на системи, и кога ќе видите вие зошто е југо носталгијата, не е затоа што јадевме шекерна чоколада и што млечна чоколада. Шекерна табла место чоколада и некаква не е заради тоа што мокта место. Така, не е заради тоа што имавме прва и втора, нели, па се радувавме на филмски маратон. Туку имаше ред и поред. Системот, вредностите и почитувањето на критериумите. Тој UC систем кој ќе ги прашате сега, ќе видите дека е многу подобар него ISO стандардите кои што можеме да зборуваме вака и онака. Фактот дека експерти од овде оделе во Германија да работат и го почитувале, германците го почитувале тој систем, само по себе зборува за тоа дека бил изграден тој систем. Да не се лажеме, тој систем не бил изграден преку ноќ, него бил изграден преку една идеологија, каква таква, дали тоа било братство, единство и така натаму, што е покажало дека 30-40 години функционирала. Вие можете да зборувате што сакате, меѓутоа тргнете од Македонија до стигнете до Подгорица или стигнете до па и до Дубровник ако сакате, ќе возите се уште по патиште кои што ги направила таа Југославија. Така што тоа ни кажува се, стандардите, се согласувам со вас, може да се постигнат и со помош и... Не зборам за идеологија, тоа е нешто друго. Па добро, во денешно време за идеологија да се зборува ми се чини и помалку обскурно, но тоа е веќе друга тема. Мето Хаџијанев, професоре, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Да, почитувани гледачи, ви благодарам и на вас што со внимание не следевте, верувам, мене и професорот отворивме многу важни и интересни теми за кои што не можете често пати да слушнете ако сме искрени во македонските медиуми. Се обидуваме колку што можеме да пренесеме од знаењето кој што професорот го има уште малкумина во земјава. Како и да е, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот репризато издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.